Интензивно се работи на изградбата на автопатот Прилеп-Битола, но дали ќе биде готов во предвидениот рок 2027 година, денеска не можеа конкретно да одговорат од страна на изведувачот конзорциумот Бехтел и Енка. Автопатот опфаќа изградба на 10 мостови, 16 надвозници и 6 подвозници. Од компанијата истакнаа дека им требаат уште околу 400 работници за оваа делница, кои што не би сакале да ги увезуваат, туку да вработат луѓе од локалните заедници. We're currently working across 10 of the 41 kilometers, with work fronts expanding both towards Prilep and towards Bitola. Our project family here in Section 4 is 600 people strong, with more than 55% of those people coming from the local communities. We currently have around 350 people working from the local community, and really the more people that we can employ from the local community, the better. Please contact us, anybody that wants to work with us. We've got many open positions in different jobs, from engineers to finance to concrete workers, drivers. Според градоначалниците на општините Прилеп, Битола и Могила, кои што се дел од Пелагонискиот регион, овој автопат ќе донесе поголем економски развој за целиот крај и стопирање на миграцијата на младите. Ќе им овозможиме побрз пристап на селата кон градовите. Исто така, со реализирање на овој проект, нашите потенцијални инвеститори кои што сакаат да инвестираат во Пелагонискиот регион, ќе имаат побрз и побезбеден пристап во нашите индустријски зони, односно на нашите градови. Со реализирање на овој проект ние не добиваме само патна инфраструктура, него навистина еден посигурен, побезбеден пат, автопат, кој што ќе гарантира за безбедноста и во сообраќајот и на нашите животи. Посетители, туристи, културен, економски развој, исто така и нешто кој што навистина ќе не изедначи со условите во европските инфраструктури. Една област која можам да кажам години била можеби запоставувана, сега има исклучителна можност за понатамошен развој, моделот на стопанството, економијата, туризмот, протокот на луѓе и стоки. Тука е на 15 на километри од Битола и Грција, нашиот европски сосед, и ако нова се надоврзе она што ЈПДП, јавното предпријатие, го планира од негде петлјата Могила, со некои 17 километри, нов спој со границата со Република Грција, тоа уште повеќе зголемува вредноста на овој автопат. Ако на ова се надоврзи делницата од 24 км која имавме од Градско Фариш, нова перспектива за регионот, огромен развој, останување на младите луѓе и на стопанството, проширување, имаме индустријската зона, вие Тирсот овде кај вас, ние индустријската зона Жабени во Битола. За Могила, на само 5 км од првата клучка имаме индустријска зона, која веќе 80% е распродадена, почнува да се развива самата зона. Тоа е еден, ајде да речеме, еден импакт за економскиот развој. Ние како мала општина, рурална, пред се, значи се занимава нашето население со земјоделие. Тука се и самата трговија од производството на земјоделие, така да мислам општина Могила од овој автопат ќе имаме доста бенефит. Со изградбата на експресниот пат Градско Фариш, како и овој автопат Прилеп Битола, Пелагонија започнува полека инфраструктурно да се развива и да го губи лошиот епитет на слепо црево кој што го имаше со децении.